Докаде се стигнати градежните активности во реализација на проектот Светилијски порој, денеска проверија градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов, генералниот директор на ТАФ Метин Батак и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Градоначалникот Костадинов посочи дека ова е начинот на кој заеднички локалната и централната власт и компаниите може да ги подобруваат условите за живот на своите граѓани. Станува збор за зошто зборувам еден од поважните проекти. Самиот факт дека има огромно сливно подрачје што предизвикува при пообилни дождови проблеми во долниот дел на градот, со самата реконструкција практично значително во голем процент ќе ги намалиме. Ќе ги намалиме поплавите, дополнително бенефите како што може да видите во овој дел од касарната, што практично представува една нова Струмица, од каде што општината го полни основниот буџет. Го правиме овој дел уште поатрактивен за инвеститорите и нормално луѓето кои што овде купуваат станови им обезбедуваме подобри услови за живот и подобра комуникација со центарот на градот или со периферијата на градот во зависност од нивните потреби. Овој проект пушта една многу силна порака, а тоа е дека колку е значајна симбиозата и соработката помеѓу локалната, централната власт и колку е важно што во државата имаме општествено одговорни компании, како што е во случајот компанијата ТАФ. Генералниот директор на ТАФ Батак истакна дека се среќни што освен авиобизнисот помагаат за подобар живот на граѓаните на Македонија. More than half of the work is done here. Овде на оваа локација е завршена повеќе од половина од работата од проектот, додека останатиот дел од речното корито долго 2 километри ќе биде завршено во рамки, односно до предвидениот рок. Веруваме дека оваа инвестиција во вредност од 1,4 милиони евра ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот, односно за граѓаните на општина Струмица. Вице-премиерот Битичи потсети дека пред една година ги потпишале 94 договори, а до денеска реализирани се 36 проекти. Како што знаете, пред само точно една година беа потпишани 94 договори за реализација на инфраструктурни проекти во сите плански региони или во општините низ целата земја. Само да потсетам, во 75 општини во нашата држава се спроведуваат проекти во вредност од 49,7 милиони евра. Тогаш најверојатно сите велеа ова е еден од тие програми кои што пак нема да го дочека крајот. Но денеска по една година веќе комплетно кажуваме дека се завршени 36 инфраструктурни проекти или реализирани се над 15 милиони евра од планираните средства во исто толку општини низ државата. Во реализација се 46 други проекти и само 9 проекти се останати за започнување. На Светилијски порој се реализирани 65% од армирано-бетонските работи или во должина од 1800 метри и 30% од камената облога на коритото или во должина од 850 метри. Уредувањето треба да обезбеди стабилизација на коритото и бреговите на поројот, подобрување на заштитата од големи води и подобрување на еколошките и естетските аспекти на околниот терен.